Во текот на вчерашниот и денешниот ден се одржаа обуки за зајакнување на бизнис, предприемништво и комуникациони вештини на роми кои што аплицираа на мерката самовработување. Моментално се одржува обука за развивање на предприемништво и развивање на нови бизниси, кои што во иднина ќе придонесат да се зајакни предприемничкиот дух и да се зајакне економската состојба на граѓаните од ромска националност. Проектот Адекватен пристап на ромите на пазарот на труд е финансиран од Европската унија како субгрант на проектот Ромска мрежа на организација одговор на ромската заедница, финансиски поддржан од Европска унија и имплементиран од страна на ИНСОК од Скопје, Сдружение за правата на ромите од Штип и Месечина од Гостивар. Во рамки на овој проект се одржа и 3 мотивациони работилници и 2 фокус групи, каде што имавме присуство на 45 лица. На фокус групите разговаравме претежно за проблемите на ромите при процесот на барање на работи, при процес на вклучување на пазарот на труд, а во рамки на мотивационите работилници разговаравме како ромите да се мотивираат да се вклучат во искористувањето на активните мерки од оперативниот план за вработување на владата на Република Македонија. Задоволни сме од резултатите, постигнавме добри резултати со тоа што веќе 5 имаме нови апликанти во мерката самовработување, од кои 4 ја помина првичната селекција. Се надеваме дека ќе стигнати до финалната селекција и ќе отворат нови бизниси, а веќе постоечките се надеваме дека ќе инвестираат во развој на своите бизниси со цел да вработаат други роми и со тоа ќе се зајакне и економската состојба на граѓаните од ромска националност. Исто така во рамки на овој проект се изврши истражување, теренско истражување со одредени анкетни прашалници кои што беа дистрибуирани во ромската населба и врз основа на тие анкетни прашалници ќе следува и анализа која што ќе биде доставена до локалната самоуправа, до Советот на општина Прилеп, до регионалната стопанска комора како и до донаторите. Напоредно со теренското истражување се извршува и истражување во рамки на бизнис секторот. Имаме одредени информации, индикации кои што ни ги даваат фирмите. Се надеваме дека во иднина соработката ќе продолжи со регионалната стопанска комора како и со приватните бизнисмени од градот Прилеп, а се надевам дека ќе продолжи и соработката со општина Прилеп и во иднина ќе развиваме проекти со цел подобрување на квалитет на живот на ромското население во општина Прилеп, генерално и на сите жители во општина Прилеп. Ова е одличен проект каде што ромската популација која што се повеќе пристапува кон отворање на свој бизнис преку програмите од владата, а исто така и оние кои имаат своја идеја и сопствени средства отварат нормално свој бизнис. Ова е одлична едукација како понатаму да се развива бизнисот, да можат да обстајат како бизнис компании, меѓутоа понатаму и да вработуваат луѓе. Едукацијата секогаш е приоритет и на локалната самоуправа, па затоа и комплетно го поддржуваме овој проект, бидејќи преку едукацијата се зголемува свеста за, како што кажав и самиот проект, а тоа е отворање бизнис и намалување на невработеноста кај ромската популација. Ние и понатаму ќе поддржуваме вакви проекти, каде што навистина ќе се зголемува свеста на ромската популација во секој поглед. Сеј до речи имам 650 клиенти, така? Што те препознава, така? Супер. Тука? Ева ти колку имаш, од пример? Ние преку Да, за разлика од тебе, Ахмед, например, пошто ќе биде нов. Ахмед нема работено. Има, значи, приходи пристани, за може да ги покрива сите трошоци. Таа е разликата. Значи, затоа во случајот на Ахмед, препознатливоста ќе биде негативна страна, така негативна. Буквално некој значи тоа да е на терен, случајни фајли, делен глед, луѓето не знаат, така? Треба време. Да, во некои бизнеси дури треба да се откаже. Треба да излезе половина, за да можете да се исплатите. минута? Да. 5 минути официјално. Официјално. Што правите? Добре сте? Добре. Така си. Идеја имаше групата да направиме еден состанок заедно со странците, со иселениците наши. На квалитет, како да кажеме, познавање на квалитет. Ако се одбираш, довршите знаеш. Ова се во бизниси кај што лицето некогаш има биде вака од хобби. Ете, на пример, жена почнала да